Почитувани колеги, во септември 2005 година од кабинетот на Црвенковски по средбата со представниците на австриската Райфайзен банка брифираа за медиумите дека наводно австриците се заинтересирани да инвестираат во Македонија. Во 2006 година владата на СДСМ изјави дека многу банки се заинтересирани за влез во Македонија и дека се разговара за влез на австриската Райфайзен банка. Резултат: ниту Райфайзен влезе во Македонија, ниту ИНГ банката инвестираше, ниту паметиме некоја друга светска позната банка да влезе во Македонија, додека Социјалдемократскиот сојуз беше на власт. Владата на СДСМ тогаш ја пропушти шансата и избрка уште една странска инвестиција. Причините за пропадната можност за инвестирање поради тоа што СДСМ водеше сметка за комерцијалната банка и за сличните банки и фирми кои не им дозволуваа да го нарушат нивниот монопол. СДСМ со бркање на странски инвестиции и упропастувањето на можноста за нови вработувања ги штитеа своите финансиери и своите олигарси. Кога сите држави одеа напред, Македонија со СДСМ назадуваше. Затоа СДСМ не сака да даде отчет каде отидоа парите во нивното време и за што се трошеа. Затоа тие бегаат од одговор на прашањето каде завршија над 5 милиарди евра од имотот кој што беше разграбен во времето на владењето на Бранко Црвенковски и приватизацијата која што тој ја спроведе. СДСМ свесно ги бркаше странските инвеститори и буквално ниту една шајка не закова во оваа држава, а камоли да изгради нешто добро за Република Македонија. Тоа е причината заради која што денес луѓето од Социјалдемократскиот сојуз се препотуваат и молат да не се потсетува јавноста. Но јавноста мора да знае што направи Црвенковски и какви шанси за Македонија пропушти. Затоа што тој и истите тие луѓе денеска претендираат повторно да дојдат на власт во Република Македонија.